Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. По великиот раскол во 1054 година, кога Источната православна црква и Римокатоличката црква тргнаа по различни патишта, почнува период на се подлабока заблуда и отпадништво од вистинската вера на Христос кај западниот свет. Пред 1054 година црквата беше една, неделлива и управувана од соборниот дух. Но, постепено, папата на Рим почна да си присвојува власт над сите други епископи, што е спротивно на православното разбирање на Христовото тело како заедница на еднакви пастири. Западната црква почна да ги наметнува латинските догми, како филиокве, дека Светиот Дух исходи и од Синот, и непогрешливоста на папата. Од 1054 година па наваму, папизмот ја заменува соборноста со апсолутизам, ја претвора верата во институција и моќ, а вистината во религиозно-политичка агенда. Папите започнуваат крстоносни војни, поддржуваат инквизиции и воведуваат нови догми без согласност на соборот. Во последниве години безбожноста на папизмот стана јасна дури и за обичниот народ. Последниот папа Франциск отворено благослови содомски бракови, што директно се коси со учењето на Светото Писмо. Неговата изјава дека и тие се деца Божји и имаат право на семејство беше шок за милиони. А за последните случувања не би не чудело ако папата Франциск бил мртов кој знае колку време, а Ватикан го криел тоа од светот, објавувајќи ја неговата смрт на втор ден, Великден, сакајќи да го представат како светител и со тоа да ја зацврстат својата измама. Папизмот очигледно не се раководи повеќе ни по човечка совест, а уште помалку по Божјиот закон. Во Откровението, Апокалипса, 13 глава, 18 стих стои: овде е потребна мудрост, кој има ум нека ја пресмета бројката на зверот, зашто тоа е човечка бројка, а неговата бројка е 666. Ајде да бидиме мудри. Папата се нарекува заменик на Синот Божји, или на латински Vicarius Filii Dei. Римските броеви од оваа фраза Vicarius В5 плюс И1 плюс Ц100 плюс А0 плюс Р0 плюс И1 плюс У5 плюс С0 е еднакво на 112. Фили F0 плюс I1 плюс L50 плюс I1 плюс I1 е еднакво на 53. DI D500 плюс E0 плюс I1 е еднакво на 501. Вкупно 112 плюс 53 плюс 501 е еднакво на 666. Ова не е случајност,
Злото што излегува од Ватикан не е само духовна заблуда, туку и символично представено во писмото. Во еден видеозапис кој кружеше на интернет, додека телото на папата Франциск беше изложено, забележани се крстови кои не се правилно наместени, туку се превртени. Уште еден знак на изопаченост, кој сигурно не е случаен. Сигурно некои од вас тоа го забележале и виделе. Да ги прашаме, сигурно имаат некаков одговор зошто е тоа така со крстовите, но тој одговор сигурно е ирелевантен. Очигледно, папизмот е отпадништво. Оној кој има очи, нека види, оној кој има уши, нека чуе. Време е да се вратиме на православието, верата на светите отци, верата што не чува во вистината и ни дава надеж за спасение и вечен живот. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного.